Добро вечер, почитувани гледачи. Вообичаениот термин за емисијата Под лупа, со мојот вечерашен гостин, господинот Никола Митровиќ, доктор по историски науки. Добро вечер, добро ве најдов. Чинам дека според моите записи некаде од 2013 година не сум гостин во вашава емисија, ево сега повторувате. Ова како професионална деформација, историчар, да. водите евиденција. Да, токму така. Ги запишувам, особено оние настани кои што се поврзани со мојот живот. Така. Историјата е навистина интересна наука и треба да се копа во минатото за да се дојде до некои вистинити сознанија за сегашноста, а богами за иднината. Како е чувството да се работи на оваа тема? Прекрасно кажано, прекрасен вовет. Да, историјата е една благородна наука, наука која мене ме, би рекол, придружува целиот мој живот, со оглед на тоа дека сум пораснат над камените блокови на антички театар. Тука беше мојата стара куќа и уште тогаш ја направив еден сенс со историјата. И така да низ целиот мој образовен циклус, почнувајќи од основно, средно, факултет, постдипломски, докторски студии, се бавам со историјата. Трагам доста по одредени прашања, кои што се поврзани или кои што се потребни во сегашноста. Се со цел да откријам некои процеси или да предвидам одредени настани кои што можеби се случиле во минатото, меѓутоа од сегашна перспектива може да имат некои заеднички коефициент на случувања и со оглед на тоа можам слободно да кажам дека историчарите се и добри предвидувачи на моменталните ситуации. Така. Значи црпејќи го на искуство од минатото. Да. Некои ситуации, иако се случиле многу години, можеби векови наназад, ама многу е така чудно и невообичаено што многу наликуваат на овие денешните, само што се сега во една посовремена рамка ставени. Историјата се повторува, се повторува, да, точно така. Пред 2 дена ни беше нашиот голем христијански празник, Богојавление Водици, за нашиот град посебен по многу нешта. Значи, охриѓани малте не кажано живеат за овој ден. Во текот на целата година се подготвуваме и со нетрпение го очекуваме. Еве малку да започнеме од историска гледна точка. Дали имате некакви записи, некакви документи кои што сте ги среќавале намерно или случајно при вашето работење и како се одвивале нештата во минатото поврзани со овој ден? Така. Пред се ден го честитам празникот, верскиот празник на сите оние од православна исповед. Би сакал да кажам следново, дека ако согледуваме од историски аспект и од онај ран период, ќе видиме дека првите записи токму за Богојавление датираат од 3 век. Тоа се првите записи на Свети Климент Александрски, кој всушност ги укажува трите етапи на овој празник, односно на празнување на овој празник. Првата етапа некаде е 3 век, втората етапа 4 век и третата етапа е 5 век. И мора да се напомене дека Богојавление претежно во 3 век заедно се празнува со Христовото рожденство, а подоцна веќе од 5 век како посебен празник се издвојува. Добро, ова подобро го знаат и теолозите, меѓутоа од историски аспект морав да го напоменам. Што се однесува до нашиот град, мојата омилена тема и славење на овој празник, би кажал дека општо е познато меѓу народот, особено меѓу охриѓани кои што се вистински верници и кои што всушност го практикуваат Богојавление на еден многу пропаганден начин, бидејќи знаеме добро да се експонираме за славење на овој празник и тоа е добро, дека во времето на Стара Југославија пред се започнувало со славење од тоа што тајфите од трите главни цркви, Свети Никола Геракомија, Богоровица Каменско и Света Ѓорѓија, се собирале кај Чинерот. Не случајно го кажувам Чинерот, бидејќи тоа ми е една омилена тема на зборување кога станува збор за Охрид, и оттаму се упатувале кон на брегот на езерото, каде што всушност на еден свечен чун, би го нарекол свечен чун, односно пловно превозно средство, украсено со убави цвеќа, бил владиката од каде што подоцна го фарал крстот. Меѓутоа, она што е значајно во поновата историја е дека по 1945 година, односно со тој комунизам или социјализам, било забрането фрлањето на крстот во водите на Охридското езеро, меѓутоа не биле забранети оние
збирања во црквите, каде што повторно се фрвал крстот, меѓутоа сега во големи рани. Так, точно. И при тоа се повторно се одбележувале овие традиционални вредности на празникот Богојавление. Морам да напоменам барем дел од личностите, значи тука е Ѓорѓе Арнаудов Дарката, потоа Андон Бучко, Боеви и слично, кои што всушност започнале со славење, односно со празнување на овој празник во едно дискутабилно време, каде што за идеал се сметал само водачот на државата, додека се она што можело да го поремети тој идеал, всушност се сметало за забрането. Постојат некои податоци дека 1984 година за прв пат се започнува така некое ослободување од таа стега и се започнува со поопширно славење на овој празник, меѓутоа најчесто тоа е по осамостојувањето на Македонија. Така. Господин Митровиќ, дали сте размислувале, бидејќи Охрид е вашата преокупација и инспирација за пишување на вашите дела со кои што се зафаќате во последно време, од научен аспект, значи имате напишано неколку монографија, неколку се веќе подготвени, чека да го видат светлото на денот. Дали можеби сте размислувале токму за овој празник да напишете една монографија каде што ќе го фатите целокупниот историски развој како било некогаш, како е тоа денес, за идните генерации да имаат на што да се повикаат еден ден? Убаво прашање, морам да признам дека сум размислувал, меѓутоа верувајте во овој момент барем сум пребукиран со одредени проекти кои барем во 2016 година треба да се реализираат, меѓутоа исто така, ево, не мора да бидам јас. Значи сметам дека во Охрид постојат доста научници, можеби историчари не многу, меѓутоа не мора сето тоа да се согледува низ призмата на историјата. Тука имаме и традиција и обичаи и од верски аспект, значи секој тоа ќе се сублимира. Од оние ликови кои за себе себично ги држат сите тематики, туку на што повеќе поголем опус да имаме на такви истражувања. Морам да ја поздравам иницијативата, мислам дека во 2004 година, ако не се лажам, нека не ми замерат, имаше една мала брошура, една монографија и CD-а во кој што се укажуваше на начинот на кој што се прославува Богојавление Водици. Сметам дека тоа е добар мотив, поттик и за понатаму, доколку не се дрзне некој, кога ќе најдам слободно време, бидејќи работам по некој распоред, се разбира би се нафатил за проучување на оваа тематика подобро, со оглед на тоа да оставиме нешто на идните генерации, да видат како се славеле Водици во одреден временски период, со оглед на тоа дека можам да воочам дека е сето тоа една динамика, едно од година во година некои нови новитети, кои можеби се добри, можеби не, зависи за секој од својата гледна точка, меѓутоа добро е да бидат запишани. Како ви се допадна годинава, како беше сето тоа организирано, бидејќи имавме некои измени од минатите години? Сдруженијето Богојавление веќе не го организираше празнувањето на овој ден, туку за тоа се зафати најмногу локалната и нормално Македонската православна црква, што е и некако најлогично. Имаше многу позитивни коментари од граѓани со кои што контактирав деновиве. Еве, вие како охриѓанец, сигурна сум дека бевте и вие на Да, присуствував. Морам да признам дека оваа година присуствував, минатите две не присуствував. Па исто така мои пофалби за начинот и за организацијата. Меѓутоа сметам дека не треба да се заборави, ето повторно една професионална деформација, не треба да се заборави се она што го направи Сдруженијето Богојавление. Значи, тие подолг временски период беа начело во организацијата на овој празник и сметам дека во наредна прилика, дали општината, дали, не знам, некој друг начин, меѓутоа треба да му се оддаде едно вистинско признание, бидејќи сега нивното патот. Да, дека го трасира патот, а со оглед точно. И сметам дека нивниот труд дали е цене до сега или понатаму не е битно, важно да се оддаде ево еден мој апел, едно признание било какво со оглед на тоа дека заврши на некој начин со оваа година нивното организирање, што не знам дали понатаму нема да се случи одново. Меѓутоа за досегашниот
тек на нивното организирање сметам дека на било кој начин треба да им се оддаде признание. Така. Имаме многу луѓе треба да им се оддадат признанија за функционирањето на нашиот град, дали во минатото или можеби и сега. И многу нешта кои што би требало да останат забележани некаде, дали во историските списи или во некои други монографии. Со нешто такво се зафативте и вие, значи пишувате монографија за еден стар охридски занет. Да, пишувам во моментов, односно монографијата е веќе завршена. Треба да се средат само техничките делови. Мислам дека промоција на таа монографија треба да биде некаде 7 март или до крајот на март, зависи од тоа како ќе се средат техничките работи. Морам да потенцирам дека тоа е нарачана монографија. Ние историчарите некогаш пишуваме и нормално нарачани дела во кои што се истражуваше еден стар охридски занает кој сега не можам да го објавам со оглед на договорот кој го имам направено, меѓутоа тоа го оставиме гледачите да погодуваат за што станува збор, кога е прашање Охрид не е многу тешко да се претпостави. Меѓутоа тоа е еден значаен бренд на градот Охрид кој обстојува и денес за разлика од некои други занаети кои што се изумрени за жал. Да, заедно го пишуваме со Оливера Мишева, морам да ја спомнам и поздравам во оваа прилика од музеот на град Охрид. Мислам дека охриѓани ќе бидат за брзо време богати за една монографија која овековечува еден добар, значаен охридски занаец. Така. Исто една личност и еден лик кој што е како што ја пратам вашата кариера, постојано некако ве прогонува и ви е инспирација, е ликот на Петар Чаулев. Разговаравме и во мојата емисија која што ја реализиравме, колку рековме 3 години, 2 години, веќе трета година ова. Еден циклус, мандат. Так, еден цел мандат. И тогаш ве запрашав зошто токму овој лик толку ве инспирира и провоцира за пишување, еве уште еднаш да се потсетиме. Да. Зошто Петар Чаулев секогаш е ваша инспирација? Така, јас морам кога го гледав минатото интервју, многу работи се измениле од тогаш и на приватен и на стручен план, меѓутоа Петар Чаулев останува, да. Меѓутоа за разлика од тогаш веќе Петар Чаулев тога се пишуваше, сега е напишан и спремен за издавање. Петар Чаулев е една значајна личност во македонското револуционерно движење, пред се охриѓанец, значи роден во Охрид, и за жал. Зборувам за жал и во тогашното негово делување во одреден временски период, а и денес константно или на некој начин е минимизира. Ево ако земиме во Охрид, ние освен една улица Петар Чаулев, ние нема да сретнеме ништо повеќе. А замислете, Петар Чаулев бил член на Централниот комитет на ВМОРО, односно подоцна на ВМРО. Знаете вие дека тоа е една од најзначајните функции во внатрешната македонска револуционерна организација. И замислете, во таа внатрешна македонска револуционерна организација, во тој Централен комитет имаме двајца охриѓани, Протугеров и Петар Чаулев. Ајде можам да кажам дека Протугеров е доста истакнат или барем повеќе спомнуван од Петар Чаулев, меѓутоа нашиот охриѓанец воопшто не беше или многу ретко беше спомнат. Токму тоа беше една иницијална каписа за да почнам со истражување на Петар Чаулев. Замислете, имам страотни пронајдоци од тоа како делувал во Охрид, па како стигнал до самата врхушка на ВМРО. И со нетърпение го чекам денот кога ќе биде издадена. Таа е веќе целосно завршена, спремна за печат. Што се чека? Во преговори сум дали да ја издавам само иницијативно или преку Државниот архив на Република Македонија, од кој што веќе направени се одредени првични разговори, треба само одредени детали да ги решиме. Мислам дека за брзо време, дури и да не беше ова првичнава монографија која спомнавме, сметам дека за таа ќе беше промовирана во март месец. Морам да кажам дека таа монографија ќе биде посветена на
мојот ментор, кој сега е починат, професор доктор Зоран Тодоровски, инаку поранешен директор на Државниот архив на Република Македонија и еден од главните иницијатори токму за таа тема. Постои и друг елемент кој сакам да го спомнам, мора да видиме. Петар Чаулев е убиен во Милано 1924 година и делот, односно неговите мошти се останати таму. Па очекувам една институционална поддршка за токму моштите на Петар Чаулев да се вратат онаму каде што припаѓаат, меѓутоа тоа треба да биде во соработка и со семејствата и со институцијата на подолга, меѓутоа сметам дека заслужува неговиот лик, неговото дело да биде и тоа како промовирано во градот Охрид. Немам ништо против, напротив, сите тие ми се мои на некој начин историски идоли, од Христо Озунов, од Петар Шанданов и слично, Методија Патче, меѓутоа сметам дека и Петар Чаулев заслужува, ако не нешто друго, тогаш пус сличен третман. Еден третман, да. Так. Покрај тоа што опишувате, се пробавте и во документарниот филм. Значи, да. Имавте еден обид со Илија Пиперковски, се повторно нешто подготвувате, за што станува збор? Морам да укажам како докторант тогаш на Институтот за национална историја, добив покана, токму обработувајќи го Петар Чаулев, да снимам 2 серијала на документарни филмови за Петар Чаулев и за Охридското востание, во кој што несомнено Петар Чаулев беше дел. Тие веќе се завршени, охриѓани веќе добро ги знаат, меѓутоа она што е во тек е завршување на 2 документарни филма, веќе се завршени, треба да се промовираат на македонска телевизија. Едното е македонско-албанските односи во градот во Македонија, меѓутоа јас претежно го фаќам Охридскиот регион и атентатите врз левицата на ВМРО, каде што повторно говорам за смртта на кој друг освен ако не на Петар Чаулев. Мислев дека досега ќе бидат промовирани, меѓутоа ми укажаа дека кон повторно март месец ќе бидат промовирани на македонската телевизија, па повторно со тие 2 документарни филма ќе бидам присутен. Некако март месец ќе изгледа ваш Па знаете, 2015 година беше година во која што творев. И веќе подобите од 2015 година треба да се согледаат во 2016 година. 2015 целосно беше променет, бидејќи Петар Чаулев ми беше докторски труд, сега е веќе променета во книга која треба да биде достапна и за читателската публика. Знаете, друго е докторски труд, друго е да го пристапите ликот и делото точно, да. А од друга страна, снимањето на овие 2 документарни исто се случија во 2015 година. Меѓутоа, она што многу ме радува и што морам да го потенцирам кога сме кај документарните филмови, е снимање со поддршка од македонската телевизија, снимање на еден серијал за градот историски за градот Охрид. Кој период ќе биде опфатен во овие документарци? Во овие 4 серијали ќе биде опфатен целокупниот период на градот Охрид. Ајде да речам, можеби не тоа камено доба, меѓутоа антиката до денес. И при тоа ќе работат 4 познати еминентни историчари, секој за својот дел, во кој што јас го имам последниот серијал од 1893 година па до денес. Она што посебно ме радува е дека тој филм ќе остане како еден вид запис за сите идни поколенија, меѓутоа и за повозрасните поколенија кои што всушност ќе го согледаат, можеби ќе се фати дел од нивниот живот кога биле млади или слично. Започнавме, односно, ајде да кажам исто дека Илија Пиперковски додаде на него таа чест да ги снима овие документарни филмови и веќе започна со одредени сцени снимање, како што е богојавление, односно водици и слично. Дали можеби ќе ве видиме и вас како некој од артистите? Па, да, се надевам дека како статист сигурно
Бидејќи имавте еден поинаков имидж кој што асоцираше токму на некаква таква улога. Добро проценивте. Меѓутоа, тој имидж брзо може да се надохнади, така да се надевам дека ќе видам Може би јас сум виновна со гостувањето во Лупа, па моравте да... Деумно. Многу планови, убави работи, значи поврзани со нашиот град, навистина очекуваме да го видат, како што реков, светлото на денот. Друго е кога ќе се фати во раце книгата, ќе може да се разлиста, да се прочита и еднаш и два пати, три пати да се има и во нашите домашни библиотеки. А друго е кога е нешто во подготовка. Веќе со мојата монографија за градот Охрид, фотографијата како историско сведоштво за градот Охрид 1913-1991 година, успеав на некој начин да навлезам во подеталната историја на градот Охрид. Охриѓани добро ја прифатија книгата, јас сум задоволен од начинот на продажба, на интерес, на промоција, на раскажување, на критики, нормално луѓе сме прифаќаме критики. Добро е кога се дискутира за нешто. Се разбира, јас секогаш имам кон критиката, ако е позитивна, нормално, добро мислење, така да сметам дека тоа исто голема монографија која треба да има секое семејство во градот Охрид. За жал, она што мене ми пречи како научен работник е многу малиот број на книжари кои можеме да ги сретнеме во Охрид. Односно, ако одиме сега низ Охридската чаршија, ќе видиме како само една книжара, за жал, работи. Другата, мислам дека преку зимскиот период е затворена. И еден културен центар, Култура 365, мислам дека се викаше, каде што исто така можеме да најдеме некоја литература. Знаете, тоа можеби почнува да ми на некој начин смета. Сметам дека ако сме град на културата, град на историјата, град на писменоста, ние не смееме да дозволиме да имаме само една книжара во градот Охрид. Нормално, тоа книжарите се приватна дејност. Никој не би отворил доколку не е исплатливо тоа. Затоа би се осудил да даме еден апел колку што може охриѓани повеќе да читаат, повеќе да купуваат книги, со оглед на тоа дека гледам дека и читателската публика полека во Охрид се намалува. Сведени сме на купување на бестселери кои немаат некоја можеби историска содржина и тоа е добро. Меѓутоа сметам дека треба да се знаеме историјата. Па сметам дека секој мора да си ја знае барем својата историја на некој начин. За да не може да ни пласираат нешто друго. Па замислете еден факт. Ево, кога сме кај Богојавление и денот на рибарите, случајно пред некој ден отворив за денот на рибарите и низ електронската пошта јас повеќе, односно електронските медиуми, повеќе дознав колку пати господинот Ерван Фуере скокал, на кој начин скокал, зошто скокал, и тоа е добро. Меѓутоа, никаде не ја воочив традицијата за денот на рибарите. Знаете, тоа... Од каде дошол тој ден? Од каде дошол тој ден? Што значи тој ден? Вие можете да имате прекрасни личности, што попознати личности. Меѓутоа, првенствено, треба да се знае зошто е тој ден. Кои се намерите на тој ден? Значењето на тој ден? Исто така со празнувањето на одредени личности настани. Вие не можете да држите историски час и секој историски час за истиот настан да наликува еден на друг. Вие секогаш мора да откривате нови податоци, па макар и еден мал податок кој ќе се дрзнува да го, би рекол, заскрие тој историски претходен час, туку да открие некои нови детали. Кој ќе му даде инаку, свежина. Ако земиме да читаме она што се случило и таа година, тоа е во ред. Меѓутоа, мора да има и нови детали. Значи, зборувам за градот на културата, градот на писменоста, така да сметам дека барем дел од овие идеи мора да се реализираат. И рековме, значи, иако историја не е еднаш за секогаш дадена, треба постојано да се трага и да се откриваат нови нешта. Па да, прво нешто што кога студирав ми беше укажано дека не треба да занемеруваме ниту едно мало ливче хартија, бидејќи тоа мало ливче хартија може да донесе некој податок кој може целокупно да го измени некој настан или личност, и по тоа се водам и денес. Така.
Јас не смем да ги занемарам колегите од режија, веќе 2 пати ми сугерира дека е време за реклами, третиот пат ќе имам проблем. Реклами. Маркет Миса во Охрид со богата понуда за вас. Секогаш свежо овошје и зеленчук, голем избор на готови јадења, широк асортиман на производи и постојано акции изненадување за купувачите. Препознатливи сме по ниските цени. Повелете, пазарете со мерак. Фризерско студио Анита на булевар Туристичка во мини базар Гранит. Бидете препознатливи со свој собствен стил, но пред се, секогаш имајте здрава, убава и негувана коса. Ви нудиме професионална услуга со најквалитетни препарати за нега на коса од познатата марка Ревлон. Бидете со стил, фризерско студио Анита. Не сте сигурни кое моторно масло е соодветно за вашиот автомобил? Обратете се кај експертите за масло Пенасол и решете ја дилемата. Единствено масло на пазарот во Македонија, кое е произведено во Германија. Телефон 02 3109 258. Достапно во сите подобро снабдени продавници за автоделови во Охрид и Струга. Господин Митровиќ, продолжуваме ние со нашиот разговор. Пред се историчар или политичар? Што сакате повеќе? Историчар. Историчар, без двоумење. Без двоумење. Но сепак се опробавте во политичките води. Да, тоа не може, нити сакам да го негирам, тоа е дел од исто така мојот живот. И од вашата историја? И од мојата историја, да. Од 2012 година, па се до, би рекол, 2015 година активно бев дел од тој прес-центар на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, при што ето поминаа 3 изборни циклуси во кои што бев делумно дел како потпарол, делумно како шеф на Центарот за комуникации. Еден мал куриозитет е дека во сите 3 изборни циклуси во кои што јас ги водев пресконференциите, несомнено ВМРО ДПМН победи. Тоа беа локалните избори 2013 година, тоа беа претседателските и парламентарните избори во 2014 година. Значи, за да победи ВМРО ДПМН и на овие избори, нека го стави Никола Митровиќ за потпарол. Да го стави, мислам дека... Всушност, вие веќе и сте потпарол, бидејќи друг не е назначен. Вас ве нема на сцената, но не е официјално друг назначен. Ако одиме по некои, ајде да речем, по некое право, да, додека не се смени предходниот или додека не се назначи некој нов, останува стариот. Меѓутоа во овој период малце затишје, и тоа е едно подолго затишје имаме на политичката сцена на ВМРО ДПМН во Охрид. Така. Немаме некакви информации, ниту некоја јавна комуникација, барем во последната година. Не сте член на Општинскиот комитет, па не можам ниту да запрашам што таму се случува. Не сум член на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Со оглед на тоа не можам да ви одговорам на прашањето. Но сепак сте политичар, рековме, се интересирате за политичките случувања и актуелности. Не очекува една навистина, можеби историска година за нашата држава. Ке нема избори, деновиве тоа е актуелно прашање.
Што мислите вие, што размислувате овие случувања? Па добро, јас во моментов сум пасивен, значи во однос на она што представува политичка агенда на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, меѓутоа тоа не значи дека јас не сум ВМРО ДПМН или дека нема да бидам ВМРО ДПМН. Она што би сакал да го напоменам во овај период е дека ВМРО ДПМН е сериозна партија, со оглед на тоа и на мојата сериозност, јас не би се дрзнал во ниеден момент, особено во еден ваков критички момент во кој што не само партијата, туку и самата држава, да започнам со одредени критики или би рекол негодувања во однос на она што се случува или тоа медиумско затише кој е во Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Она што би го сакал и го очекуваме дека согласно партијата ВМРО ДПМН која се наложува и која ги на некој начин ги исполни сите оние предуслови од договорот од Пржино, сметам дека треба да има избори на закажаниот датум, бидејќи сметам дека ВМРО ДПМН повторно ќе добие апсолутно мнозинство и тоа само укажува дека ВМРО ДПМН е доста силна партија во оние моменти кога би рекол е најпотребно. Јас тоа можам да го потврдам и од историски аспект, ако се гледаме наназад, па сметам дека и сега ќе биде така. Што се однесува до медиумскиот простор на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, јас не би сакал да се мешам во стратегијата која има моменталното, би рекол, лидерство или членство на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, најверојатно нивната стратегија е таа. Но и тука имаме една интересна ситуација. Веќе 2 години мандатот на председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН е истечен, а немаме нов председател. Значи се уште е актуелен стариот председател. Каква стратегија тука пак се враќаме на токму на она што и за мене станува збор. Се додека не се Зашто избере. Зошто таква летаргичност? Се додека не се избере нов председател. Затоа што тие фигури се многу значајни за делување и внатрешно во партијата и воопшто делувањето на локално ниво на партијата, а посебно пак при вакви ситуации кога имаме избори. Летаргичност во смисла за медиумско појавување или? Летаргичност во смисла на тоа незапазување на роковите, значи не почитување на сето она што е како некој мандат, кога ќе заврши мандатот, треба или да се верувајте, не сум јас вистинскиот човек кој може да го даде овој одговор. Стави нов човек. Не сум човекот кој може да го даде овој одговор, бидејќи сепак тоа е одлука на централата во Скопје, со оглед на тоа дека нема промена, тоа значи дека останува во моментов она состојба која и е. Така да сметам дека треба да се обрне повеќе внимание во моментов, бидејќи кажав дека се ова еден вид критични периоди не само за партијата, туку и за државата. Сметам дека треба сите сили да се насочат кон она што представува изборен циклус. Знаете, кога сте дел од или сте биле дел од една политичка партија, вие морате да имате кодекс на однесување. Токму кој се придржува за тој кодекс на однесување, тогаш е во ред. Така да јас сметам дека се придржувам и не би можел да коментирам нешто, посебно во овој период, за кое што навистина не знам. Можам да укажам дека од 2014 година, тоаш беше последниот мој прес со победата, односно со избирањето на пратениците од Охрид, кој беше одржан во стариот општински комитет, односно во просториите на стариот општински комитет. Од тогаш Митровиќ Никола нема одржано пресконференција. Ви недостасуваат ли таквите пресконференции? Верувајте, јас морам да укажам нешто. Може би луѓето... Значи вам лично, а и воопшто, дали недостасуваат во медиумскиот простор, значи нивната застапеност? Точно. Може би луѓето очекуваат и бараат некои други објаснувања. Бевте застапени. Па бараат некои други објаснувања, меѓутоа морате да сватите дека после едни такви изборни циклуси, бидејќи никој не се надеваше по победата во 2014 година дека ќе стигнеме до ваква политичка состојба. Знаете, тогаш треба да размислите докаде можете
да одите повеќе во политиката. Јас одговорно тврдам дека Митровиќ Никола, она што беше пред да стане потпарол на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН е и денес. Нити имотна состојба е зголемена, па фала на Бога нити намалена, така да останувам по една инерција. Она што можам да се пофалам е дека по 2014 година се насочив кон оние приватни цели кои ги имав укажано пред себе, тоа е докторатот, тоа е изградба, односно семејство, деца, така да во овој период бев насочен токму на тоа. Мислите ли дека во политичкиот живот на локално ниво зборувам, значи не на национално, го дадовте својот максимум или имате уште што многу да дадете? Напротив, меѓутоа, знаете, не секогаш нештата, барем во политиката, зависат од вас. Вие ќе се обидите да се наметните, да укажете, да бидете искрени, овието тоа го посакуваат, се сеќавам на минатиот разговор, исто така кажав дека за да се биде политичар пред се, барем во поново време, треба да се биде искрен. Сметам дека нити приближно од максимумот не е даден, меѓутоа и тоа како, барем во мојот период, кога јас активно бев како потпарол на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, се изгради еден нов имидж на она што значи прес на Општинскиот комитет, изглед можеби тоа е деумно, меѓутоа е на нова стратегија и воспоставување на еден пријателски однос со новинарите. И знаете, од кога ќе завршат едни локални избори, не е ваше право вие да се наметнете да бидете дел од една општинска администрација или не знам од што. Тој што победува треба да ве повика. Вие не можете самите да одите. Тоа би било веќе наметнување, знаете. Така да секој онај кој победил во изборните циклуси, не само локални и парламентарни и слично, треба да знае, односно тој ги сносува одговорностите за тимот со кој понатаму ќе работи. Дали тоа ќе се позитивни, дали тоа ќе се негативни, тоа на крај го сносува онај кој ќе го избере тимот. Инаку, да не бидам погрешно сватен, јас сум, би рекол, изградена личност, мене не ми требало никогаш вработување, морам да потенцирам за јавноста дека јас првин бев вработен, па потоа станав потпарол, да не се свати погрешно, бидејќи низ јавноста простуираат различни шпекулации, така да можам да кажам дека чисто од идеологија, од желба, бев во тој прес-центар и во тој Општински комитет на ВМРО ДПМН. Се надевам дека ќе дојдат и времиња каде што максимумот треба да се искористи, нормално, не само мојот. Зборувам овдека веќе за повеќе дел од членството. Но сепак не е sejedno кога ќе почувствувате како на некој начин во некоја дадена ситуација да сте искористен, значи сите ваши ресурси како капацитет што ги имате, интелектуален и морален и физички. Веднаш. Значи, сето тоа кога ќе се случи, заврши, се круни со една победа и потоа тивко и полека да ве снема од сцената. Веднаш да на некој начин да реплицирам, кога работите од идеологија, од желба, тука не станува збор за искористување. Може да каже дека некој искористен кој очекувал нешто и на крај не добил ништо. Јас нити сум очекувал дека ќе добијам нешто, па фала му на Бога, нити сум барал. Очекувавте победа? Да, победа за подобро на Охриѓани. Јас не очекував за лична моја подобра состојба. Па добро, сите се бориме генерално за сите, но вклучително и за самите нас, затоа што и ние живееме во тој град, во тоа општество. Самиот на себе си се изборив, тоа сум денес што сум. Меѓутоа, политиката ја сваќам како, односно секој кој влегува во политиката има рок на траење. Тоа треба да го сватат сите. Потпаролите се гласноговорници, барем така, една парафраза е. Потпарол гласноговорник. Дали бевте можеби премногу гласноговорни вие, па затоа сега ве нема? Па тоа треба да го кажа другите. Меѓутоа, со оглед на тоа дека пресцентарот на
Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Охрид. Во 2013 година, кога беа локалните избори, на едно заедничко советување со сите прес центри од цела Република Македонија, беше прогласен за најдобар и беше прогласен за пример како треба да се действува, а нескромно ќе кажам, истото важеше и за потпарувот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Охрид. Така да, дали на некого му пречело тоа, дали некој не го искористил тоа, дали некој нема употреба, тоа останува на тие што, повторно ќе кажам, добиле одредени функции или биле избрани. Знаете, ние сме на располагање, тоа е политичка функција. Не може да се наметнувате некаде. Така да сметам дека ова што... Знаете што, не треба да се наметнувате, туку очекувате некој да ја прати вашата работа, вашиот ангажман и да одите едно ниво погоре. Значи не за лична сатисфакција, но сепак тоа е човечки, нели? Точно. Амбицијата е точно, сепак да не е само болна амбиција, но амбицијата е човечка особина и треба сите да бидеме амбициозни. Меѓутоа треба да сватиме дека ако веќе не успевате, тогаш треба да се насочите кон онаа страна каде што успевате. Така да јас бев дел од изборот за нов председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Охрид. И како сето тоа заврши? Значи до тука стигнавме, кандидатите, бевте на интервјуа кај премиерот и веќе не добивме никаква повратна информација што се случи. Тука повторно не можам јас да ви го дадам. Значи сега поминати се сите. Јас не можам да ви го дадам тука одговорот. Она што можам да го потврдам е дека да, бев за избор на за председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН и тука останува. Јас можеби одлуката ќе биде донесена утре. Можеби нема да биде донесена. Тука завршува мојата ингеренција. Но и она што се очекува беше со премиерот Никола Груевски, а сега веќе не е премиер. Не, моето интервју беше претходно за избор на директор на Државен архив на Република Македонија, во кое што беше спомната и Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Значи, јас не бев токму во оние четворица каде што се отиде токму за избор на Општински комитет на ВМРО ДПМН од Охрид. Така да треба, знаете, во едно политичко действување да бидете стрпеливи. Не секогаш е ваше време, не секогаш го цени некој она што вие го работите. Така да сметам дека времето на еден политичар, ако веќе сака и ако ги цени своите вредности, првин мора да се истакне по својата професија. Јас некако да ја замрев мојата професија и многу ми сметаше кога луѓето пред се ме препознаваја како потпарол на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, а никој не ме препознаваше како историчар или како единствен магистер по архивистика во Западна Македонија, односно еден од тројцата во Македонија. И знаете, толку време, толку труд сте вложиле во тој образовен циклус, а луѓето ве препознаваат по тие работи. Нормално, јас сум тука, јас се борам колку што можам да одам понапред во било каков вид на политичка кариера, бидејќи сметам дека мојот капацитет може повеќе да допринесе во секој аспект од политичкото делување на ВМРО ДПМН. Меѓутоа, повторно ќе кажам, во еден жаргон, за танго се потребни двајца. Треба да имате подкрепа и партнер. Кога учев јас социологија, ни велја дека после 50-та година од животот на човекот, тогаш е тој најподготвен за да биде на некоја функција, кога веќе професионално ќе биде реализиран, па потоа да биде на некоја раководна функција, дали е тоа политичка, не знам, директор на некоја фирма или на некоја институција и така натаму. Но сега во нашето секојдневие тоа не е така. Значи гледаме многу млади луѓе кои што уште по завршувањето на своето образование веднаш се ставени на некои раководни функции и затоа можеби малку ни е и чудно. Ви рековте сакате прво да се реализирате во вашата професија, па потоа можеби некоја уште посериозна политичка кариера. Да, јас правилата го делам, некако денес не се такви. Да, меѓутоа го делам вашето мислење и сметам дека е тоа прав начин на
на делување, особено ако сакате да изразите одредени битни политички поени. Вие би сакал да укажам дека не може да граете политичка кариера, барем моето мислење такво, а да не допринесите ништо во својата професија, а да не зборувам во својот град. Сега, тоа е мое лично мислење. Повторно, одговорностите, па и сите оние негативни или позитивни поени од поставувањето на такви личности за директори или за, не знам, председатели, повторно ги сносува онај кој ги поставува. Ме разбирате? Значи, тука не би требало да има некоја колективна одговорност, бидејќи, како да кажам, председател на општински комитет, градоначалник, тоа е тој кој си го прави кадровиот тим. И тука нема дилеми. Сака да е тој човек, нека биде. Неговите успеси нека допринеса за негово подобрување, за неговиот рейтинг или слично. Меѓутоа, ако ме прашате мене, повторно ја држам таа теза дека мора да бидете изградени во својата личност. Не е доволно само да ви пишува МР или ДР пред вашето име или презиме, него треба со тоа МР или ДР да прикажете уште нешто друго. Значи да има прикажете кредибилитет тоа МР и ДР. Дефинитивно. И сега можеби, ево, ако ме прашате мене, токму јас сум можеби во издигнување на тој кредибилитет за понатаму да не може да бидам на критика доколку се случи нешто од овие функции. Знаете што мене многу ми беше симптоматично, затоа што се случија локалните избори, победи ВМРО ДПМН после повеќе годишна борба, значи навистина имавте преголема желба да ги добиете локалните во Охрид. Охрид некако ви беше најголема цел, ми се чини, од сите општини. Ги добивте изборите и потоа секна активностите во општинскиот комитет. Вака надворешно гледано, внатрешно сигурно си се случуваат. Ама тоа беше така. Си се случуваат некои во однос на пресцентарот. Да, за пресцентарот. Во однос на пресцентарот тоа беше така. Да. Повторно се активира во онај тим кој што е добро познат. Значи Дејан Пановски како шеф на Центар за комуникации и Никола Митровиќ како потпарол. И повторно се победи на парламентарните и на председателските избори, дури тогаш и ако се сеќавате, се роди мојата ќерка, јас бев на говорница во пресцентарот на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Значи дали некој тоа го вреднува или не го вреднува, јас не знам. Мое да го направам и да го дадам максимумот за партијата. И јас го дадов, барем во тој момент. Дали некој подоцна ќе го вреднува или не, тука не навлегувам. Дали ВМРО ДПМН, бидејќи цело време слушаме дека СДСМ прави некакви ситуации за одложување на изборите на 24 април, бидејќи не се подготвени, бидејќи немаат гласачко тело, бидејќи речи си е евидентно дека ќе ги изгубат изборите и така натаму, дали ВМРО ДПМН е навистина сериозно подготвен за овие избори? Бидејќи колку што можам да насетам од разговоров кој што го водиме, иако вие не сакате да навлегуваме свесно во тие води, нема некоја консолидација во партијата? Тоа е ваш печаток. Не знам дали е на мнозинството. Не знам дали е формиран през Центар за комуникации, односно со медиумите. Она што можам да го тврдам и да го укажам е дека Митровиќ Никола упорно работеше на тоа да се создадат и нови генерации, кои понатаму ќе продолжат, ако не е Митровиќ, ако не е, не знам... Не мораше да сте вие, значи немаме ниту еден после вас. Да, зборувам, меѓутоа тоа не значи дека нема да има. Јас не сум дел од општинскиот комитет и не знам. Меѓутоа исто така не значи дека доколку Митровиќ Никола, или сигурен сум дека било кој вистински ВМРО-ец му биде понудено да работи за партијата, нема да сработи. Меѓутоа зборувам за партијата. Не зборувам за одредени личности кои што се начело на партијата, на општинскиот комитет, на општината или слично. Зборувам за партијата. Така да... И за тоа зборувам. Да, значи, да. Така да... Немаме човек на тоа место после вас. Не знаеме. Нека не беште вие, нека беше некој друг. Да. Но нема никој. Па, видите, изборите се ближат. Еден општински комитет не може да функционира. Но не е добро само пред избори да се излегува во јавност. За тоа не можам јас да сносам одговорност. За тоа можам само да дадам
еден вид критика, Затоа што еден вид критика, да, а дали ќе ми се свати како негативна или позитивна, јас не знам, меѓутоа ова е позитивна критика која знам ќе ми се свати негативна. Затоа што ВМРО ДПМН е партија која што е поборник да е секогаш со народот, во народот, а народот ги добива информациите преку медиумите, а медиумите ги добиваме информациите преку подпаролите или луѓето кои што се Јас го имав очигледно тој проблем, бидејќи кај мене секојдневно доаѓаат луѓе кои викаат ние ве гледавме вас на мониторите на телевизија и вие бевте тие кои кажувавте овие или не ви веруваме работи, така да ве молам да ни помогнете. Јас верувајте, помагам со сите мои приватни врски, комуникации и слично. Така да сметам дека не треба секогаш, ево и ова да го потенцира, не треба секогаш да сте внатре во партијата за да добиете одредени поени или да работите само однатре за интерес на партијата. Вие можете да делувате малце пошироко. Значи, ние или јас сум човек кој секојдневно среќава луѓе, на кои што секојдневно дали совети, дали било каков вид на помош, она што можам да го приуштам, го давам. Се надевам дека тоа покрај тоа што во позадина има издигнување на кредибилитетот личен, меѓутоа нормално и како партиска личност која била дел од општинскиот комитет на ВМРО ДПМН е во изборните циклуси. Така. Начнавме повеќе теми, направивме еден колаж од историја, се префрливме на политика, но сето тоа има заеднички именител. И знам дека од сето тоа што професионално ве исполнува, најмногу ве исполнува тоа што сте родител, што сте татко на вашата керка и некако барем според фотографиите кои што ги споделувате со јавноста, гледам дека сте многу горд на тоа. Па да. На кои вредности ќе ја учите вашата керка и воопшто? Верувајте, првин мојата керка се вика Христијана. Многу сум горд на неа. Животот е сосема сменет кога сте родител, размислувате поинаку. Во моментов се обидувам да ја дадам лекции за тоа како треба да расте здраво, вистински, со вистински вредности, иако е доста мала. Меѓутоа, верувајте, и најчесто како еден вид би рекол играчница е мојата библиотека, каде што доста и се интересни книгите, па многу често знае да отвори некоја книга и баш можеби се уште е мала, но да и прочитам нешто од токму таа книга која ќе ја земе во раце. Наместо сликовници читате историја? Па претежно да, јас, а сопругата обратно, така да меѓутоа сакам да ја навикнам на некои вредности, особено кога станува збор за градот Охрид, за оние значајни елементи кои ги поседува градот Охрид. Држам лекции, така ги споделувам и на Facebook, лекција број 1 Охридскиот чинар, лекција број 2 Плаушник и слично. Сакам да го сака градот Охрид, сакам да го сака со неговите вредности, не мора да ја наследи професијата од нејзиниот татко, меѓутоа да си ги знае корените. Да. Господин Митровиќ, ви благодарам за гостувањето во Лупа и па нема да чекаме уште 3 години за некој ново гостување, бидејќи доаѓаат избори, се може да се случи. Ќе го запишам ова во моите записници, па ќе видиме кога ќе се видиме во нареден. Кога ќе се видиме, ќе се потсетиме. Ќе се потсетиме, да. Ако немам јас податок, вие сигурно ќе го имате. Дефинитивно. Благодарам уште еднаш. Благодарам и вас.